2022 копира 2018-та. За власта и тогаш и сега Македонија го започна скрининг процесот за преговорите со Европската Унија. По 4 години како власта ни кажа дека почнал, скринингот сега повторно почнува. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ сега да објаснува власта. Процесот ќе почнал во септември, а претходно само сме се објаснувале. Дали може да се забрза скринингот? Тој за Србија и Црна Гора траеше околу 24 месеци, за нас трае веќе пократко, затоа што ние имаме поминато година и пол на објаснувачки сесии. Значи, сето тоа што сме го поминале се зема предвид, овие 6 недели од септември натаму ќе бидат само ажурирање на тоа што е ново донесено од 2019 до денес. Тоа значи дека веќе имаме подобра стартна позиција. Јас би очекувал дека за не повеќе од 16 месеци можеме да го завршиме скринингот. Сепак скринингот според власта требаше да почне на 17 јули 2018 година, а не 4 години подоцна, барем ако ги слушнеме зборовите на поранешниот премиер Зоран Заев. Скрининг процес почнува на 17 јули овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Доказ е дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Истиот став го делеше сегашниот министер за надворешни работи, тогашен вице-премиер за европски прашања Бујар Османи. Ексклузивно почнуваме со скрининг за 2 недели. Ова ги надмини нашите неоптимистички очекувања. Благодарност до Европската комисија и комесарот Хан. Честитки до сите. Скринингот сега ги замени датумот и преговорите, кои според власта Македонија многу пати ги имаше добиено, а факт е дека не ги доби ниту сега. Иако власта се обидува да ја продаде оваа теза, за реален старт на преговорите ќе мораме прво да го промениме уставот. Сепак за власта предводена од СДСМ, преговорите ги имавме започнато уште пред 4 години, барем така ни се пофали Заев од авион. Во авион што туку примив одлична вест. Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во Европската Унија. Датумот кој го добивме, а не го добивме во 2018-та, повторно го добивме, а не го добивме и во 2019-та. Тоа Заев ни го кажа во тек на кампања во Шуто Оризари. Прво во Шуто Оризари да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Останува да видиме уште колку пати Македонија ќе добие скрининг, датум, преговори. Можеби сме и рекордери како земја која најмногу пати стартувала со овие процеси, а сепак не стартувала.